Од сунетите на пратеникот салаллаху алейхи ve sellem шестиот соред, сега во врска со мисвакот, после чистотата, целосното капење, сега со за мисвакот. За мисвакот ние го земевме во фикот, имаме објаснато детално таму сите сунети на пратеникот салаллаху алейхи ve sellem, но книгата е со ред и морат малку да застаниме во ова. Велит ал-инајету бис-сиваки вал-ихтимами бихи. Грижата и вниманието кон мисвакот. Што пратеникот салаллаху алейхи ve sellem многу го употребуваше мисвакот. И зато велит што велит قال العلامة صنعاني في سبل السلام. Велит имам Санаани во Субул ус-Салам, кога кажи што велит Ибн al-Мулаккин во книгата Бедрул Мунир. Кад ذُكِرَ في السواك زيادة على 100 حديث. За мисвакот се дојдени велит повеќе од 100 хадиси. За мисвакот на пратеникот салаллаху алейхи ve sellem се дојдени колку? Повеќе од 100 хадиси. Велит: فَوَا عَجَبًا لِسُنَّةٍ تَأْتِي فِيهَا الْأَحَادِيثُ الْكَثِيرَةُ ثُمَّ يُهْمِلُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Велит, чудо е. Многу е чудно, велит. За еден сунет што се дојдени толку хадиси со број, толку број, голем број на хадиси, потоа велит многу од луѓето го занемаруваат овој сунет. Го ставаат. Не го практикуваат. А ретко го гледаш сега некој да го практикуваат суннетот на мисвакот, на пратеникот салаллаху алейхи ve sellem, посебно во нашите места. Ние знаеме дека учењаците велат дека тука велите што влегвите што и четката. Кажавме, објаснавме во дерсот на фикот дека и четката влегви. Но сега кога веќе овој суннет е тотално целосно оставо. Треба некој да го практикува? Да, треба да го практикува. Треба некој да го оживе овој суннет на пратеникот салаллаху алейхи ve sellem, треба да го оживе за да се научи луѓето дека овој е суннет на пратеникот салаллаху алейхи ve sellem. Бел каthirun min al-fuqaha, велит уште почудото е, знаете што? Дека многу од учените луѓе го занемаруваат. Како ние оџите. Ме имате видено вие со мисвак некогаш мене? Не ме имате видено. А ние збориме за што сега? За мисвакот. Иншаллах Аллах субхану ва таала да ми олесни да го употребам мисвакот, ама да најдам добар мисвак. Значи учените луѓе и тие го занемаруваат, значи употребата на мисвакот. Овој суннет на пратеникот салаллаху алейхи ve sellem велит فهذه خيبة عظيمة. Ова е голем неуспех. Да го оставиш еден суннет на пратеникот салаллаху алейхи ve sellem. Добро. Потоа велит, што е подобро? Кој дрво е подобро да се употреби за мисвакот? والأحسن أن يكون عود الأراك. Велит подобро е да е од гранката арак. Се викат. Името му е арак. متوسطا велит لا شديد اليبس فيجرح اللثة ولا شديد الرطوبة فلا يزيل ما يريد إزالته. Велит треба да е среден. Од арак среден, не многу сув, ниту пак не да е многу мек. Многу свеж. Среден. Велит затоа ако е многу сув, мој да ја наштети вели непцата. Или пак корените на забите, мој да ги оштети. А ако е многу мек, велит, многу свеж, многу мек, нема да ги чисти забите како што треба. Ќе останат нечистотиите од забите, многу мек тој и немат она влијање за да ги отстранат нечистотиите од забите. Зато треба да е среден, не многу сув, ни пак многу свеж. Хадисите што се дојдени, има многу хадиси. Кажавме над 100 хадиси на пратеникот салаллаху алейхи ve sellem. Некои од ними ќе спомниме колку за да имате во предвид дека мисвакот имат многу хадиси од пратеникот салаллаху алейхи ve sellem. Велит од Ибн Омар се пренес велит كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا والسواك عنده فإذا استيقظ بدأ بالسواك. Велит Ибн Омар радијаллаху таала пратеникот салаллаху алейхи ve sellem секогаш кога сакаше да спиет, не спиеше, велит, освен мисвакот му беше покрај неговата глава. И кога велит се разбудеше, почнуваше да моли. Значи, кога се разбудеше, почнуваше да моли. Значи, кога се разбудеше, почнуваше да моли. И кога велит 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 се разбудеше,
прво почваше вели со мисвакот. Првото нешто што го правеше пратеникот салаллаху алейхи ве селем, велит е дека почвеше со мисвакот. Овој хадис го пренесе Бухарија во книгата Тарихул Кебир, Имам Ахмед Абу Ја'ла Табарани во Муџемот Кебир и другите. Шех Албани велит за овој хадис дека е добар. Од Абу Хурайра исто се пренесе, вели пратеникот салаллаху алейхи ве селем, велит пратеникот салаллаху алейхи ве селем: "Лаула ан ашуқqa ала уммати ла амартухум bis-siwaki инда kulli salatin." Вели да не му отеждев на мојот народ, на мојот умет, ќе му наредев да го употребет мисвакот при секој намаз. При секој намаз. Овој хадисите го пренесвит кој? Бухарија и Муслим. Од Худзаифа ибн Јеман, секретарот на пратеникот салаллаху алейхи ве селем, се пренесвит, велит: "Кана Расулуллаҳи салаллаху алейхи ве селем иҙа қама мин ал-лейли јашусу фаху bis-siwaki." Ахраџаху al-Бухари ва Муслим. Вели пратеникот салаллаху алейхи ве селем кога се разбудвеше ноќе, што правеше? Ја чистеше устата негова, вели со мисвак. Исто се пренесвит од Ебу Муса ал-Еш'ари радијаллаху та'ала анху, велит: "Атејту набијя саллаллаху алейхи ве селем ва хуа јастаку bis-siwakin ратбин." Дојдов кај пратеникот саллаллаху алейхи ве селем, а тој, велит, ја чистеше својата уста со свеж мисвак. Велит: وطرف السواك على لسانه وهو يقول والسواك في فيه كأنه يتهوع. أخرجه البخاري ومسلم. Велит дојде кај пратеникот салаллаху алейхи ве селем, а тој ја чистеше својата уста со мисвак, велит, а мисвакот, велит, му беше во над јазикот. Велите, толку го чистеше јазикот после натрешно, додека му излегвеше како еден глас, велит, како да му се повраќат. Ама ова беше, ние кажаме дека не е од едебот на мисвакот да се употреби каде? На ваков начин. Каде? Пред луѓево, ако си во џамија. Тој велит, влегов кај пратеникот салаллаху алейхи ве селем, каде? Дома му, и тој очистеше, тој беше сам тука. И така прави, иначе не е од ахлакот и не е од едебот од мисвакот и да му го грдиш на некого мисвакот. Џамија додека да повраќаш, да истеш глас. Или пак после мисвакот, ако не е убав, например од арак, што прави? Тој се распарчит, останви нешто, да плукаш во џамија или пред луѓево, и ова не е од едебот на мисвакот и не е од ахлакот за употребување на мисвакот на ваков начин. Последниот сунет на пратеникот салаллаху алейхи ве селем кој беше? Мисвакот. Додека и пред смрт пратеникот салаллаху алейхи ве селем, како што дојде од Аиша, што се пренесвит кога влезе синот на Абу Бекр, Абдурахман ибн Аби Бекр, влезе кај пратеникот салаллаху алейхи ве селем, а тој Абдурахман имаше мисвак. Пратеникот беше наслонат каде? Аиша велит, во градите мои. Велит, беше пратеникот салаллаху алейхи ве селем кај Аиша радијаллаху, и так тука умре. Пратеникот салаллаху алейхи ве селем умре кај својата жена. И велит, го виде на Абдурахман дека употреби мисвак и очите му останаа кај него, велит. Сватив дека пратеникот вели таја, дека барат мисвак. И го прашав во друг ривај, вели, го прашав, сака да ти донесам мисвак, ми направи ишарет дека сакат, и велит, го видов потоа пратеникот салаллаху алейхи ве селем, отиде таја, му спремил мисвак, му го чистил, велит, му го омекнав со мојот јазик, велит, и со моите заби, му го омекнав добро мисвакот, му го дадов, и потоа, велит, го видов на таков начин ги чисти своите заби, го употребил мисвакот, што никогаш не го има виден. Зашто? Се спремвеше да се сретни со кого? Со Аллах субханаху ва та'ала. Се спремвеше да се сретни со кого? Со својот господар, и го употреби мисвакот на последните моменти на таков начин што не го имаше употребено никогаш во својот живот порано. Во друг хадис што вели пратеникот салаллаху алейхи ве селем за мисвакот, што е? Матхаратун лил феми, мардатун лир рабби. Вели, мисвакот ја чисти устата, а е и задоволен кај Аллах субхану таala. Го донесвит задоволството на Аллах субхану таala за тој човек. Зато велиме дека мисвакот е пожелно во сите времиња. Но имат некои времиња што е повеќе посакуван. Како што велит Имам Неуи во Шарх Муслим.
во објаснување на книгата на Имам Муслим рахимахуллаху таала, велит во 5 времиња велит е повеќе посакува. На кои се тие? Велит инда сала, при клањање на намазот. Индел вуду, при земање на абдесот. Добро, при земање на абдесот како? Учењаците имаат различни мислења, но ги миеш прво рацете, потоа го употребиш мисвакот пред да ја чистиш устата со вода. После велит инда қираатул Кур'ан, инда қираатил Кур'ан, кога сакат да ја читат Аллаховата книга, кога сакат да го читат Куранот. Ова е третото. Четвртото индал истиқази минен наум, кога се разбудит од спиењето. Се разбудиш од спиење, првото нешто што треба да го правиш е мисвакот. Велит вал хамис инда тагйирил фам, кога му се менвит на устата мирисот. Кога му се менвит на устата мирисот. Добро, мирисот на устата со што може да се менвит? Велит минха таркул акли ва шурб. Кога човекот е гладен, немат пиено или немат јадено, желудникот пуштат некој грд мирис, неубав мирис. Или пак ако јај нешто што имат мирис, како лук и што друго? Кромит, лук и кромит. Или прас. Значи, овие. Wa minha tulu sukut. И ако не зборови човекот долго време, исто може да му се менвит мирисот на устата. И исто кога, велит Имам Науи, wa minha kathratul kalam, и кога зборвит многу. Кога зборвит многу, пак му се менвит, може да му се менвит мирисот на устата. Зато велит Ибнул Кајим рахимахуллаху таала, велит треба да се биде умерен во користењето на мисвакот. Да не го читам на арапски за да го скратам, затоа побрзо со превод. Велит треба да се биде умерен, значи среден во користењето на мисвакот. Затоа што ако се претерува со него, види сега опасностите кои се, велит можно е да се изгуби сјајот и мазноста на зъбите. Велит, па тие ќе станат после подложни на мирисите што се издигнуваат од желудникот и на нечистотиите. Може да ги оштетиш ако го употребиш мисвакот цело време, 24 сати и нон-стоп со она. Да, добро е да се користи мисвакот, пожелно е, ама не нон-стоп, зашто тоа има штета. Користи го во тие места каде што пратеникот салаллаху алейхи ва селем го има користено и никогаш нема да има штета во твоите заби. Ама да седиш ти 20 многу сати со мисвакот, можеш да ги оштетиш и после да дојдеш во ова што рече Ибнул Кајим рахимахуллаху таала. Потоа велит кога мисвакот умерено се користи, тој ги чисти, велит, зъбите. Го зајакнува коренот. Коренот на зъбите го зајакнува, велит, го зајакнува. Потоа велит го ослободува јазикот. Што значи да го ослободува јазикот? Полесно ќе може да зборвите. Ќе му се олесни зборувањето. Затоа што кога зъбите може да не се чисти и му се отежни после и зборувањето. Велит потоа го спречува расипувањето на зъбите. Го спречува расипувањето на зъбите. Велит го подобрува здивот. Овие се користи на мисвакот. Го подобрува, велит, здивот. Потоа велит го прочистува мозокот. И мозокот го прочистува. Интересантно ова придобивка од Ибнул Кајим. И мозокот, велит, го прочистува. Велит потоа, велит, и го потикнува апетитот. Ако некој нема апетит и користи мисвак што повеќе, го потикви апетитот за да јади. Интересантно, не знам вие, јас кога имам употребено мисвакот, се гладнеш. Дали вие имате осетено дека се почни да се гладнеш и ти се јаѓ, ако долго време го употребиш. Како мастиката ако ќе јајте. Мастика ако ќе јајте долго време ви се јаѓ и побрзо се, побрзо ти се огладниш, побрзо. И така и со мисвакот. Значи и ти се потикнува и апетитот за јадење и за пиење. Добро, велит, внимание, велит Ибн Уthaymin, што велит? وينبغي за мисвакот أيضا أن يغسل السواك وينظفه. Вели требит, зашто некој го употреби мисвакот
и како што ги чисти забите, клап во најлон и натре од џеп. Не, вели, треба да го чистит мисвакот со вода. Ги миеш забите, после го чистиш мисвакот, па потоа можеш да го ставиш на местото каде што е заштитен од што? Од бактериите. Затоа што велит, и го спомна хадисот од Аиша, радијаллаху та'ала анху, потоа велит, وفي هذا دليل على أنه ينبغي العناية بالسواك. Во овој хадис од Аиша, што го кажавме дека пратеникот саллаллаху алейхи пред смртта како таја му го чистил мисвакот, му го спремал на пратеникот саллаллаху, па потоа му го даде, велит е доказ дека треба да се грижиме за мисвакот. Не е, велит Ибн Утhaymeen рахимахуллаху таала, како што прави многу од луѓе во денеска. Теджидуху јестаку бисивакихи ва ла югассилуху. Велит, го употребит мисвакот, ги чисти своите заби, потоа не го миет мисвакот. فتبقى الأوساخ المتراكمة في هذا السواك. Велит, потоа, кога не го чистите овој, остан, велит, нечистотиите еден на друг, велит, во овој мисвак. فلا يزيده التسوق إلا تلويثا. И после, велит, не му го зголем вид употребувањето на мисвакот кај овој човек, освен, велит, што му ги валкат на забите уште повеќе. Наместо да ги чистит, му ги валкат уште повеќе. Wallahu a'lam. Значи, употребувањето на мисвакот и треба да се употреби многу, зашто овој е заборавен суннет на пратеникот саллаллаху алейхи ве селем, а тоа или пак запоставен или малу користен, посебно во нашите места. Уште овој последниот суннет за денеска, исто во врска со мисвакот, и ова го имаме кажано, седмиот со ред, велит истихбабул бадди бисиваки лиман дахала манзилаху. Велит, пожелно е за оној што влегвит во својата куќа, се вратите од работа, од обврските што имат надвор од куќата, па потоа сакат влегвит дома, велит, пожелно е му што да правит првата работа, ако ќе влегвит, само што ја отвори вратата и влегвит натре, велит да го употребит мисвакот. Ова е од суннетот на пратеникот саллаллаху алейхи ве селем, се пренесет од Миқдам ибн Шурайх ан абихи. Миқдам ибн Шурайх пренесет од својот татко дека го имат прашано на Аиша радијаллаху та'ала анха, قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته. Со што почвел пратеникот саллаллаху алейхи ве селем? Со првото нешто кога ќе влегуваше дома, што правеше пратеникот саллаллаху алейхи ве селем? Првата работа што правеше? Велит إذا دخل بيته قالت بالسواك. Првата работа, велит, мисвак. Го употребеше на мисвакот. Доволно што велит Имам Сујути во книгата, кога објасни на книгата на Имам Несаи, велит Имам Куртуби, зашто пратеникот саллаллаху алейхи ве селем го употребил првата работа му беше мисвакот? Зашто? Јехтемилу ан јакуне ذалика лианнаху кана јабдау би салатин нафила. Можно е, велит, пратеникот саллаллаху алейхи ве селем да го има направено тоа нешто, зашто во првата работа негова, велеше, кој ќе влегвеше дома, беше дека клањаше нафиле намаз. Клањаше нафиле намаз. Затоа пратеникот саллаллаху алейхи ве селем пред клањање на намаз беше од суннетот да се при клањање на намаз беше од суннетот да го употребиме мисвакот. Затоа што велит пратеникот саллаллаху алейхи ве селем, мало му се има десено да клањат нафиле намаз во џамија. Значи, од суннетот на пратеникот саллаллаху алейхи ве селем суннетите да се клањат повеќе каде? Дома. Некој друг велит, мудроста тоа е, велит, дека можда му се имат менато мирисот на пратеникот саллаллаху алейхи ве селем, мирисот на устата, затоа што тој зборувал многу со луѓето надвор. Ја дека завршиме сега. Феида дахал ал бейта, кога влегвеше дома, велит, е од добро однесување со својата фамилија е да го употребит мисвакот, за да не осетве тие лош мирис од пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Аллах субханаху ва таала да направи до ние што го следиме суннетот на пратеникот салаллаху алейхи ве селем во сите наши обврски, во сите наши времиња, и да не ги забораваме овие суннети на пратеникот салаллаху алейхи ве селем, да ги употребиме ние,
овие да ги правиме ние прво, па после да ги учиме и на нашите фамилии и нашите деца, за да не се забораваат овие суннети. Аллах да ве награди. Ва aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.